Ova nedela продолжуваме по патот во југо-источниот дел од Македонија, каде посетуваме уште еден прекрасен град. Ова подрачје од секогаш представувало значајна крстосница за патниците и стоката која патувала од Европа кон Блискиот Исток и обратно. Слушнав од едно гурманско место е во близина. Најпрво, одиме таму да видиме со какви специјалитети ќе не изненадат, за да добиеме мотивација во истражувањето на овој регион. Добар ден. Каков плечек? Добре дојдовте. Јас сум Агапи. Мило ми е. Вие сте? Јас сум мајката, Мајката? главната, да. И ова е сигурно? Јована. Ова ми е Јована. внукичка. Како е Јована? Кажи, Здраво. бабе, како Добар се ден. викаш? Божу мајка ми Јована. Жена ми, она е моја. Ајде, здраво. Јас сум керката. Керката, една. Добре ни дојдовте, јас сум Билијана. Вие сте втората керка. Јас сум втората керка, Миро да. ми Да е. ви посакам добре дојде во нашиот ресторан, Јавор Агапи Марзенци. Мерси боку, И- фала ви многу. Јас Да. чекав од 2 да дојдам кај вас. Знаев И дека ние ве дојдов. Да. чекавме, сакаме да споделиме со вас како ги правиме нашите специјалитети. Супер. Па предлагам да почнеме прво од кујна. Ајде да одиме Ајде. во кујната. Фала ви. Еве да запознаете дел од нашите вработени. Ова е шеф. Ова е Здраво, Наце, добар да. ден. Јас сум Добар ден, Наце шеф. Тодоров. Како сте? Добро, Добро, Добро. Работно. Не ви го слушнав името. Наце. Наце, Наце Наце. Тодоров. Здраво, мило ми е. Да, и на мене ме е мило. Имате убава кујна од само. Гледам, от имате овде нешто. Имаме баш домашно тесно. лепче. А тоа се вашето Јас домашно викам ова лепче. е домашно лепче, меко како памукче. Меко како памукче. Да. Супер. Вие го правите? Го правиме. Ајде. Процесот. Ќе почнеме. Добро. Со две раци, Па, како со вистински пекар. Да. Па Сега малку е втасанко, да. али ќе След биде. сега е вториот ден на стасување. Сега Да. Не. сега се вика ова размесување, Добро. па сега ќе втасе во таванката и оде на печење, заедно пола саат. Оди сигурен сум, оти имате премногу специјалитети овде во ресторанот што ги има, готвите. да. Вие сте познати овде за јагне, мислам, а? Да, јагне, телешки мускул, свинско печење, јагнешки ребра, пајдакија, од скара се, ребро, кременадла, увијач, Ќе мора да пробаме од се? Од се. плескавица, ќе пробате од се по нешто. О, ќе не видите што? Да, ево, А тоа е асистент. Колега Добро. Асистент на со печењето, со раци во джеп. заедно сме. А? Работи он? Ова е ламбе. А, добро. Ова е ламбе, да. Здраво, добар ден. Извините, заедно тоа сме мала шала мора така да Заедно сме јака екипа. Јака екипа, ме се гледа, малку не сте како мина, ама окей. Да, тука Сте негде добри сме. Да. Ламбе е на добар пат да стане како вас. Супер. Ево, Со нечето завршите? Со тоа завршивме. Што ќе правиме сега? Сега имаме овде се спрема пекарски компир. Пекарски комбин. Пекарски компир. Значи ево ова е готово. Браво. Може види. Уф, тоа е путер. Значи, Памук Ова имаме, е- имаме путер. свинете овде. Повеќе од путер, види. Да. Ама луѓето што ќе доаѓаат овде не му требаат заби од сем. Да. Ова е да, за пензионери да, овде. Да, само за пензионери. Одвај чекам да пробам тоа све.
Сега, јагнето каде? Јагнето... Живи уште, треба да се Па коли. да, има. Да, Таму добро, може ајде. Да одите да видите кај... Одиме да го видиме И кај јагнето сега. колегата. Како се пече, ајде. Гледам овде имате јагне, имате бут, имате... Што се овие парчиња точно? Па ова ти е бут, лопатка, ова ти е цела плешка. Пешка. Цела плешка. Океј, сега што ќе правиме? Сега ќе клајме сол, вегета. Сега го посолуваме. Добро, океј, ајде, поберете. Отприлика вака изгледа подготовката кај нас за јагнешко. Точно. Ќе Сол, го пробаме, малку дафинка, да. поставаме на тоа, да. Да. Океј. Од која ќе се испече убаво, ќе видите колку месото е меко и ровко. Како што вика татко ми, значи, јагнето мора да биде малолетно. Малолетното значи да биде младо, да биде до затоа е кај меко, да. 10-11 кила максимум. Океј. И самото тоа придонесува за месото да биде навистина вкусно, сочно, меко. Знаете, оти во Франција и во Белгија, тоа се употребат и многу се деликатес, да кажеме. Да, и кај нас е исто деликатес, меѓутоа од година на година се помалку ги има, за да. жал, да. Ама се надеваме дека... Ама ја одржувате уште традицијата, ние ја одржуваме традицијата од 84-та година. О, браво. И оно што е интересно, јас секој зборам на татко ми прв пат кога испечал јагне, го направил во тепсија, број 40, црвена, малку излупена, имало 2 бута и плешка и пол јагнешко. И тоа случајно кога влегол во месара, го загледал јагнето како виси, Да. и му кажал на продавачот, сакам да ми дадете да пробам Тој. да испечам. Да, и од тогаш, значи, Остана таа редовно, рецепта да, се и... остана, да, од 84-та е традицијата Браво. практично. А мислам, ти сега ќе правите, колку ќе правите 40 Следната години? година правиме 40 години, ќе правиме журка, ќе бидете сите поканети. Вау. Да. Вау, супер, со задоволство ќе дојдеме. Оти Драго сигурен ми сум оти биде. јагнето ќе биде врв. Да. Ја обожавам јагне, можам намислено да јадиме јагне цела година. Пошто Гевгелија важи за транзитно место и кога е летната сезона, имаме многу гости од соседна Србија. Да, и така тоа за слушам, нив да. ова е вистински деликатес и стварно го јадат. Се разбира. О, одвај чекам да види испечен. Да. Оу. Одишо, како убаво изгледа. Има златна нека калинка боја, таква, румена. Калинка. Да. Бевте во Валандово, калинка Па да, се овде се- нормално Гевгелија да, калинка. нормално Не зошто не ставате калинка малку во јагнето? Не, А? не Во ставаме, јагнето не со... ставаме. Не, добро. Не. Бојата има само на калинката. Бојата има само на калинката. Да. добро. Ема колку печки имате? Гледам една, два, Имаме, три. да. Отварате од сите страни. Од сите А? страни. Точно. Спремни сме. 4 печки, 8 реални. Да. 4 печки. 4 печки осумрени. На секој поседен За ден 30 прек. стекнини на ден. Браво, шеф. Вие сте врв. Тоа е навистина уметност. Да се манаџира така 4 печки, 8, хо. Не е лесно. Ајде. Не е лесно, да. Продолжуваме сега. Продолжуваме, да. Ајде, продолжуваме. Дечки, вие почнавте да печете и све? Да, Ми да. кажавте да ти све правите овде на жар. Се правиме на жар, точно. Браво. Пред се, извините, до сега нема време да ви дадам една преснимка. Јас сакав нормално малку да готвам со вас,
ама гледам оти немам моето место, не ми е тука со вас. Ја повеќе учам да ве гледам, одсем да готвам со вас. Ајде, да видам една убава преслика од мојата емисија. Знаете, авантурите на Марк. Втората сезона, нашите пријатели, Унибанка, Президент, Витаминка, Сопот, Годомин, сите се со нас за да работиме, да правиме убави емисии и да готвиме со луѓе како вас. Повелише? Мило ми е. Епа, убави сте. Како убаво ви личи ова престрика. Тоа ви е поклон од мене. Фала лепо. Супер. Живи и здрави. И едно за вас ќе има. Јас влегувам во кој не им Па ќе има, помагам, да. ќе има и за вас, ќе има и за вас. Ајде. Покажете ми сега што правите. Гледам ти ги оставите една огромна. Сега. Да. 2 кила шарска, 2 кила. 2 кила шарска и едно 700 грама пајдаки. Јагнешки котлети. Еј. Тоа се овие. Браво. А, тоа вие што ги преварите, Што ги спремавте? спремавме? Да, да, да. Е, Одлично. Ама шарската како ја Шарската пребртувате? 2 кила. Како ја Или пребртувате? тука виката рад капна. Како? Рад капна. Рад капна. Да. Добро. Е, колегата нека покаже как се превртува како се 2 кила превртува? плескавица. Ама многу лесно. Па да. Еј. Епа шефови, Ето. браво. Ето е. Јако. Мајстор Ламбе. Браво. Одлично. Ондо ни сега да ги провери малку Да, печките јагнечкото, јагнешко да. да провери. Добро. Е, ги ставите колбасиците? Не, ме многу брсте. Ево и кубасиците. Колбасиците, јагнешки котлети, Јагнешки котлети. кара, шарска. Знаете, шеф, нема да ве сметаме повеќе, знамо ти во кујна кој има народ, мене многу ме нервира тоа. Се надевам оти на вас. Сега може да го видиме и лепчето. А има и лепчето, а да го заборавивте тој. О, да. Спремен е за Спремене за во печка. и какви домати имате овде. Да. Ова е јабучар. Значи, кај нас исклучиво се троши јабучар. И нашите гости, посебно летно време, кога најмногу го има, значи прво кога ќе се порачуваат јабучари, сами си знаат, Обавезно. пошто најмногу гости имаме од соседна Србија, кога е сезона. Ја мислам оти еден домат, еден јабучар Да. и едно парче, како да И кажам, многу од нив си земат сирење. за дома. Епа, Да, да. Јас сега плачам во Скопје да имам такви, нема више. Ги нема. Па ги има, ќе ви кажам каде да ги најдете. Епа добро, ајде. Така. Супер. На здравје, на живели. Здравје. Не знам што да кажам. Верувајте ме. Не знаете од каде да почнете. Ова е маса, не е маса, ова е кралска маса. Кралска маса. Не знам што правиме, правиме проба за нова година, правиме нешто посебно. Видов на еден дел што се правише во кујна, што се готвеше во кујна. Гледав навистина оти шефовите готвеа тоа со голем љубов. Со голема љубов. Објасните ме малку све што имаме. Ова го знам, шарската ја знам, колбасиците знам, ова што е овде? Ова е кисела зелка. Кисела зелка. Да, значи- И тоа е домашно. Тоа е домашно, исто и киселата зелка ни е од мрзенци, од кајчими од мрзенци, значи джими Добро. специјално садени со зелка што се прави за зимно време, значи за Само за вас? расолна зелка, да, така ја Браво. викаме ние расолна зелка. Да. После Убаво сирење имаме тука. Сирењево. Овчо? Значи, кај нас сирењево, да, исклучиво овчо и исклучиво од домашни бачила. Таму имаме сарма, гледам. Таму има сарма, да, сармата ја правам исклучиво јас по мој рецепт. Вие ја правите? Да, јас ја Како правам ви? сармата. Вие виткате и све? Си ја виткам, месото го пропржувам, се што треба пропратно зачини се. Не знам више што имаме. А да, котлетите се таму, Имаме лепчете котлети, не да. тука. Имаме Знаете што? котлети, после имаме жолта манџичка, така се викаме ние жолта Жолта манџичка, тоа е манџичка. со урда, домашни јајца, сиренце и пиперка. Вау. Да, Да. јагнешкото
пробате фина Од што да почнеме? Од што сакате? Од што сакам? По редослед на нешто Да. почнеме од салата, меѓутоа Добро. ако сакате може и од месото директно. Јас мислам од месото да почнеме, од тие, да, мислам од ти, да, Од ете месото. така, не слушна келнерот, Шеф тоа Марк. се, да, тоа се вика келнер со голем искуство. Да. А? Што ќе ни прави? Ова е плешката? Плешка. Ау. Ovo je za šef Mark За мене i посебно. za gazdarica Biljana. Ој, гледате. Се двој. Ова Ој, ти е... коска. Ej, Браво. Ова само се вика лапни голтниот. lapni goltni, da, Ние tako си je. го викаме јагнешко Знаете путе. што? Јагнешко? Јагнешко Путе. путе. Добро, јас го Се давам топи тањина. во уста, се лепи за прсти и душа. Ajde. И такво Na парче. zdravje. Ама не Tako, можам да tako. јадам се што. Ау. Окей. Повелете. Епа, знаете што? Да почнеме. Так. Епа, На здравје. може малку зерка да ми ставите за да Може, да да. пробам зерката. Епа да на исто време, малку само. Малку. Сега je sezona. Не знам што е малку кај вас, ама фала. Добро. Супер. Ќе почнеме со едно парче зерка, да видиме како во ред на салата да почнеме. Таа си ја На прави здравје. кај нас, овде домашна е и таа. Ми се свиѓа убава е, преубава, има убава црвенкаста боја и самата зелка се има таа природна розевка црвенкаста боја. Многу сакам да ти е крскава уште. Крцкава е, да, Не е толку крцкава солена, е. не е Да. кисела, е таман. Таман е Вау. на солта, таман Браво. си е. Сега Исти месото. кушијата да ни ја пробате. Овој Со крцкава текстура иста. е парче. Има место за играње од и после ова. Ми се Има кај нас да се има да. место, да. Вау. Ми се Вау, свиѓа. вау. Добре. Ќе мора да одам кај шефот. За жал со шефот не е жена, од ако беше жена ќе го бакнев. Но нифто Да. многу убаво е месото. Преубаво. Ма мислам од рецептата ми кажавте од вашето татко, Да, од мојот па татко. браво за него. Значи имаме традиција од 1984 година, следната година ќе правиме 40 години традиција, така да ќе бидете поканети на мала забава. Без зборови сте. Не знам што да ви кажам. На вистина, ова е преубаво. Преубава, да. Да продолжиме со ова, полека со свето. Мислам ти ни треба едно парче. Едно Лепче. лепче. Сакате лепче? Може. Може? Ви Повелете. благодарам. Ќе ти земам едно парче. Топло е. Ке не Како што извините. реков, него како памукче. Да, ке не извините. Ама ако треба да збориме за секој тајни, за секој, како да кажам, јадење што е на маса, ке ни треба 2 сати и миса. И сега, знаете што? Добар апетит. Се гледаме после. Ајде, на здраве. На здраве. И добар апетит. Да. Добар апетит. Прекрасно. Јак нешкото. Сидењето што ми го дадовте, врв. Мора да пробаме Мора да. шарската. Ајде, одиме. Оу. Шарската од... Прекрасно. Може? Може. Тањичето, погледнете. Благодарам. Ево ова за мене. Ја гледам виното што го имаме на маса. Многу ми се допаѓа. Виното е Ми кажавте од регионот е нешто така, да. Да, значи ова е гевгелиска, Гевгелиска домашна винарија, локална винарија. Секогаш се чудам, јас од има Соработуваме толку со убави вина во Македонија. Не знаев, пред да дојдам 10 години, јас од Македонија вино не знаев од имаше толку винари, ама сите се превкусни. Ова е Ова е Јостела. Јостела. Винарија И- Јостела. Така да јас предлагам. Овде блиска е. Да, близо е од овде Добро. на дегустација на Ќе вино мора да продолжи, ќе мора да ги посетиме. Да, обавезно. Супер. Ајде да пробаме шарската. Шефот ја правеше со многу љубов, ми беше малку чудно како ќе ја превртеше, ама он многу лесно ќе ја превртува како да го претува секој ден. Чудо. Како би се доврти. Вау. Месото ни испучува телешко. Да
Да ги пробаме сармите? Сармите може, Вашите да. сарми? Да. Билянски сарми? Да, билянски сарми. Биляновски, како можеме да ги крстиме? Сармите на Биби. Сармите на Биби. Да, Ајде. пошто така ме викат Извините пријателите. ме, јас не сум толку... Ете така. Со сармите правиме и сендвич, Сендвич? сарма, да. Сендвич од сарма. Сендвич со сарма. Па зашо да не? Ставаме кајмак на лепчето и Добро. ставаме внатре сарми. Преубаво е, превкусно е. И тоа ќе треба да се проба. Имав порано еден предизвик. Ми кажува, додека Марк не можеш да правиш сарма, нема да бидиш македонец. Успев да направиме на сарма, ама не беше тоа сарма. Затоа сум само пола-пола. Сум пола македонец, пола белгијанец. Пола Да, белгијанец, ете тоа. да. Ама ова, сигурен сум ти е, За си, убава е. има нешто пушено внатре. Има, да. Има пушена сланина внатре. Тоа ми го Затоа има дава посебен шмек. побецевен шмек. Ете Да. така. Браво. Да. Господја, многу ми се допаѓа. Јас ќе се тркалам кога ќе станам од маса. Не ќе можам да станам, не може тоа. Колбасицата ми кажавте? Да. Ајде. Едно парче за вас, едно парче за мене. Може. Опа. Вака. Јас ќе замам едно мало парче. Моля. Ова мало големо. Очекував на нешто мрсно. Никако мрсно е. Има нешто Има само малку, да, минимално. ама све е месо Исто има и пушенка сланина внатре и останатото празот. е месо, да. и празот. Све ми е убаво. Проблем. Ништо не е проблем, ќе се изедеме се. Фала ви многу. Ништо, драго ми беше. Фала. Господја Билјана, ми беше преубаво, ми беше малку претешко да кажеме и све. Беше преубаво со вас. Поминав момент прекрасен, шефовите во кујната ви се врви. благодарам, да, тимот е Мислам, најбитен. услугата беше, како се кажува, на ниво. На ниво. Гледам од и Дедо Мраз, во меѓувреме помина и остаи денува Остави поклон подаръче за вас. мене. Епа да. Да. Имаме нашите пријатели од Сопот, имат и они убаво вино, ми покажевте убаво вино, се надевам од и овај ќе ви се Да. допаѓа и Благодарам што се многу. знае може понатаму ќе го имате и на маса. Благодарам на Фала многу. посетата. Ќе ве чекаме пак да ни дојдете. Ќе дојдеме. Да. Среќни празници. Фала, среќни Уживајте празници на во вас и се убавините од најубаво. тој, како да кажам, од овие празници. Да. И се гледаме Се нареден гледаме пат. повторно. Ви Пријатно. благодарам. Фала ви. Велете. О, и братата. Да. Фала ви. Пријатно. Поздрав, чао, чао. Чао. Ауф, каков пречек. Како само не нагостија сите. Одиме во центарот да се размрдаме малце, да потрошиме некоја калорија и да видиме што се уште има во овој топол град. Добар ден! Добар ден. Како сте? Супер, одличен сум, да. А, така. Да. Вие што Супер, ме, јас и се име пензионерски тука. ме препознаете нешто? Да, да, лично ја. сте вие Кој сте? популарна Марк, најдобриот кулинар в Македонија. Јас барав некој во улиците овде во Гевгелија да ме препозна, за да можам да му дадам еден поклон. Поклон даден со љубов. Знаете, витаминка све што прави, го прави со љубов. Мојата емисија исто е со љубов, се викат Авантурите на Марк. Многу сум среќен да ме препознаете. Јас, знаете што? Предност на дамите, не? Не само та. Дамата ќе има еден поклон убаво. Фала ви, многу славата, фала ви. славите доаѓаат, празниците, у Божик, Нова година и све тоа. Ќе ви го сподели све што има внатре. Имате бисквити внатре, имате само убавини, нешто топ. Фала ви, навистина, да. фала ви, фала Сега ми ви. треба нешто повеќе информации. Овде сме во Гевгелија. Да. Што е убаво да се види во убав град, во тој убав град во Гевгелија? Гевгелија Што има убаво? правенствено негорски бајни. Негорски бајни, поминевме од таму, ќе мора да се вратиме, да. Назад 4 километра. Од ваму? Негорски бајни. Добро. Имате смрдлива вода. Тоа е далеко во планината. Како се вика? Смрдлива вода. Смрдлива, минерална, зашто мириса? природна Тоа е смрдлива. Не, минерална Тоа е вода. минерална Минерална вода. Сумпур. Добро.
Окей. Тоа значи, негорски бањи, смрдлива вода. Бање, добро. Добро. И што има уште Тука може е да се близина Дојранско езеро. Дојранското да, тоа Имаме бевне. некои Да. археолошки наоѓалишта, Гордини, Имаме Аталанта, тука во близина на Вардарски Вардарски рид. Добро. Вардарски рид. Кажувам. Имавте прилика да помине на еден убав ресторан. Ја во Ресторан. Рагапи бевте. О, Јадевте, ја, да, во јадевте село јагне. Има туа Да. Бакарди. Ви благодарам многу. Hvala. Истина, да. Тоа ќе ви кажам убав поклонче од Близко сме срце. тука до граница Грчка, близко ни е морето. Само убави ни имате. Хајде, чао. Убав ден. Пријатно. Здраво, добар ден. Вау, какви убави сладки имате. Гледам имате од све. Што е специјалитетот овде во Гевгелија? Што продавате вие? Специјалитетот во Гевгелија е еклерот. Еклер? На вистина ли посебно кај вас? Најдобриот еклер во цела Македонија. Не може да се каже најдобро еклер, да се проба тоа прво. Со што го правите? Го правиме, тоа е традиционален фил. Аха, Тоа се меша на висока температура. добро. Не е како обичните Не е еклери. шлак, на Не е шлак. имате крем. Да, Го крем. сакам така. Тоа Малку е како Белгија жол така. крем, жол. Ајде да пробам. Нема да сгрешите. Изволте. Ајде, фала ви. Колку ви должам? Јас ви част. Може така. О, ви благодарам, фала ви многу. Убав ден да Ајде, имајте, ќе ми види сладок денот. Мора да се Ајде, проба, мора да се пробава. Еден еклер. Ајде. Браво. Не погодивте. Многу го сакам тоа. Фала ви многу. Убав ден. Пријатно. Чао. Чао. На денот му се ближи крајот, а јас се уште ја чувствувам аромата на прекрасното локално вино кој го пробав. Мора да најдам и винаријата и да дознам нешто повеќе за незе. Господја Венера, малата прошетка во вашата винарија беше големо задоволство. Ми објасневте пуно ствари за вашето вино, вашата душа што оставате во чишињата и свето. Ама, ајде, објаснете ми уште една штука, да гледачите да знаат точно што има во виното, во вашето срце. Знамо ти татко, вашето татко беше дел од таа приказна, он почна. Да. Ајде, кажете ми појќе. Да, значи приказната на Јостела е почна татко ми 2005 година, кога отиде во пензија и реши да продолжи со своето хоби, како хоби. Како хоби. Како хоби, да. Точно, Значи да. направи винарија, подигна лозија и така почна нашата приказна, сега веќе е семеен бизнис тоа. Океј, Се до браво. 2018, значи он си работеше до некаде до 2018 произведувавме само црвени вина и бело и розе вино. Како ми кажавте, Да. постои само едно вино, Постои, црвено вино. да, Ете тоа, виното да, е да. само црвено вино. Точно. Имаше право тада вашето татко, Меѓутоа, да, така, доаѓаат гости, летно време Гевгелија е многу топло и затоа моравме да почнеме со едно бело вино и одбравме да тоа да биде жилавка. Иначе во нашиот програм ги имаме
Каберне Совиньон, Мерло, Гаудиум, Ковето Барик. Ковето Барик, да. Розето што ни е најпрепознатливо, значи меѓу првите почнавме со производство на розе и тоа Едно прашање, извинете што ќе ве прекинам. Оти за розе има секогаш едно прашање. Дали розе е црвено вино, дали розе е бело вино, што се додава црвено вино? Има многу луѓе што се прашуваат тоа. Како го правите вие розето? розето? Го правиме ова розе го правиме од Каберне Франк, црвено грозје и технологија за бело вино. Ете така, да. Значи, И оставате малку лушпата? Малку контакт има сокот со лушпата, тоа е 2-3 сати, затоа што обично грозјето е многу добро, технолошка зрелост и многу малку треба за да се добие овој интензитет на боја. Да. Ова е многу јако розета. Ја розе оди на црвено, да, на Да, ова е малку поинтензивно. Имаме уште едно розенуит, кој е кове. Таму тој е од две сорти, Каберне Франк и Мерло од нашето лозје и таму е уште пократок контактот, меѓутоа и Мерлото нема толку интензитет на боја, така да тоа е повеќе прованса стил, така. стил прованса, аперитивно вино, Да. така ладно вино што се пие во лето, лесно, супер лесно, лептерно, да. свежо, овошно, со релативно низок процент на алкохол, 12%. Низок процент, 12%. Мислам ти за вино е окей, 11,5, 12, до 13, има до 15. Не знам колку има Гаудиумот, колку има. Гаудиумот е 13,5, 13. сега новиот Гаудиум е со 14 алкохол. Одиме на високо ниво на алкохол во виното, а? Па да, не сакаме да бидат премногу алкохолизирани, значи да има некој баланс некаде од 12 до 13,5, максимум 14 во луби проценти. Да. Браво. Да. Го правите малку на начин на француски. Гледам, оти секаде каде се шетаме има пишано по француско. Многу ми се допаѓа, навистина Франција потеклото на виното во светот, сите го кажуваат тоа. Вашето татко беше Да, татко ми беше енолог, значи меѓу првите генерации на енолози кои што излегува во Македонија и он имаше две специализации во Франција. 72-74, така да таа љубов ни ја пренесе и на нас и комплетно стилот на вината е на француски начин, да кажеме. Да. Значи се трудиме да ја задржиме сортноста на вината, значи сортните карактеристики на сортата. И да бидат стварно препознатливи вината. Секој да си се разликува на свој начин, да си има своја приказна. Ми кажавте оти етикетите ви се исто посебни. Направивте етикети што го дават, што го покажуваат или го представуваат аромите и све тоа што е во виното, така ми кажавте. Да, значи минатата година се ребрендиравме комплетно, ги сменивме етикетите и етикетите се една сликарка ни го направи дизајнот, значи секоја етикета е рачно цртана, представува девојка во народна носија од различни региони од Македонија, Браво, да. а во косата се типичните ароми за тоа вино. Одлично, многу ми се допаѓа. И секој вино има своја порака. Да. Ма по англиски е пишано. По Можеше по англиски француски да биде пишано, не. Да. Меѓутоа повеќе луѓето комуницираат на Англиски денеска, да, заради тоа. Ама ќе имаме во предвид така да ќе направиме некој со француска порака. Може по 2-3 јазици, па да, зашто да не? Да ни биде комплетна приказна. Мултиланги, Да, не, супер. Мило ми е што се запознав со вас. Знам оти имаме заеднички пријатели, да кажеме, сопругата ве познава, им други луѓе ве познаваат. Малку вие сте посебна винарија овде во Гевгелија, оти нема многу винари во овој регион. Вие сте не единствените, ама со единствен начин на праење вино. Знаете што, многу збориме, ама немаме уште пробано виното. Знамо ти преубаво мириса. Сега ќе направиме еден малку курс, да кажеме, за виното. Како се кажува по македонски? Го мирисам виното. Да. Le vin. Кажете ми како? Првото е? Прво го најпрво уствари ја гледаме бојата. Бојата како се кажува? Само бојата. Бојата и бистрината. Бистрината, добро. Да, значи дали е бистро, дали е матно или дали е розирно, матно, да. Потоа интензитетот на боја кој е за црвено вино, дали е рубин црвена, какви нијанси има, дали има некои браун нијанси или е баш интензивно, длабочината на бојата, колку е по француски се кажува, дали кога се лепи на la jambe, ногата. Не знам како се кажува ногата по македонски сега. Како се кажува? Не се кажува по македонски? Кога се лепи така убаво виното на чашата? Тоа е глицеролот. Глицерол. Значи тоа
тровалентен алкохол кој што се создава од квасците во текот на ферментацијата. Добро. И глицеролот во виното, овие како солзи што ги викаат на виното, лелавно. тие зборат за тоа колку е полно, колку е екстрактивно виното. Добро, Колку после? подолги се тоа. После тоа го мирисаме. Мирисаме? Значи гледаме дали има некој Посебна арома. посебна арома, дали сортата која што е дали ги има сортните карактеристики на сортата. За дегустација треба да има посебна температура, треба да има нешто. Црвеното треба да биде на собна температура, Добро. меѓутоа собна температура е 18 степени. 18 степени. Добро. Зато тоа е летно време ладна собна ние го температура, разладуваме и црвеното, зашто 35 не е собна Да. температура. Сега? Значи мирисот, Мирисот? гледаме на што ни асоцира, на кое овошје. Често пати ме прашуваат, кај е сега малини, рибизли. Значи не се тоа малини рибизли, тоа се асоциација на тоа Првот мирис овошје. што ги имаме, да, мирис. да. И после? И дали има некој стран мирис, дали е затворено, задушено вино, и после го пробувам. Многу ми е, како да кажам, многу сум среќен, ги учам овие зборови специфични што ги имате за виното. Јас ги извинете ги знам по француски, je le connais en français, по француски, а по македонски ново ми е. Имав присутни неколку винари и немав тој таков муабет, не го прашав до сега. А мило ми е што вие ми го учите, јас секој ден учам. И уште денес, уште повеќе учам. Сега го пробувам. Сега можеме да пробуваме? Можеме. Ајде, на здраве. На здравје. Навистина, многу убав. О, супер. Гледам ти ми дадовте малку овде нешто учи за чепкање со виното. Ја така кажам за чепкање, како се кажа? За мезење. За мезење, ете така. Имаме од нашите пријатели. Јас ви го донесов да имаме малку сирење на маса. Обавезно вие имавте вино и сирење најдобрата комбинација. Во Франс, во Франција обавезно се пие вино и сирење кашка валфа. Пат молеус, пат дюр, тоа е дел од тоа. Има малку овде суво месно и све. Каква дегустација денес. Многу тешко ќе ни биде. Мислам ти, да продолжиме да пиеме? Па да продолжиме, за тоа сте во винарија, нели? Па да, супер, мило ми е. Мога навистина мириса убаво. Навистина мириса убаво, да. Благодарам. Вашето име Јостела ми кажавте, има една приказна позади тоа. Да, Јостела тоа се првите букви од внуците на татко ми, Јована, Стефан и Елена. Браво, Јостела. Да, он си како слоган, он го смисли тоа и така да многу е звучно, интересно и сите ги интересира. Навистина, значи, Јостела не е нешто, необично необично, ете така. Исто и мислам од имате нешто еден наследник уште после вас? Да, значи јас продолжи и син ми исто, значи трета генерација веќе работи во винаријата, значи и самостално ја води. Колку години има синот, извинете? 31. Не, да, супер е. Вие имате големо искуство позади вас. Вие не сте само газда, да кажеме, газдарица овде, вие сте енолог, вие сте специјалист за вино, имате искуство порано тоа, работевте во големи фирми, македонски фирми, и во Франција имате искуство во Франција или не? Во Франција имам една-две специализации како тренинг курсеви што се така посетувано. А иначе другото е големо искуство тука во Македонија имам, да. Браво. А синот е трета генерација кој што го продолжува овој семеен бизнес. Да се наздравиме на синот? Може. Да го продолжи тоа уште многу години? Дај Боже. Ајде, на здравје. На здравје. После се тоа, вие ми поклонивте вино убавини, јас имам еден мал поклон за вас од нашите партнери. Унибанка сите знаат, сите одат од таа банка. Ние голема среќа што ни се поддржувачи да можеме да преме толку убави емисии, да покажеме многу убави луѓе. Мислам и за вас ќе ви биде убаво, има нешто пенкало, има нешто ствари запишување за броење, банка, тоа е тоа. Епа, ова е за вас, повелете од нашите партнери и да го употребувате на најубав начин. Благодарам. Фала ви многу. Благодарам. Можеме да кажеме пак оти денес беше еден успешен ден, успешна прошетка во Гевгелија. Се запознав со преубави луѓе, јадовне, пиевне, уживавне, се шетавме и, како кажам секојаш, mission completed.
Мислам ти, Господја, можеме да се поздравиме со сите, да му кажеме убав викенд, се гледаме наредната недела, гледајте не на Телма, гледајте не на социјалните мрежи, YouTube, Facebook, Instagram. Чао, чао на сите. Поздрав Ве на сакаме. сите.